Колешке Ласовска, никој од нас не гледа и не чита бајки пред спиење. Највпечатливото нешто е дека сакате да го одбраните и сакате да го представите самонаречениот и самопосакуваниот Месија со неговото волшебно стапче или телефонот на појас, како се договара и што е она што треба да се исполни за да се задоволат моменталните желби на гласачите и на граѓаните, како би се купил уште еден дополнителен глас, а би се излагал за следните избори. Пуста желба да се остани на власт, ама мора да се остани. Пред малку рековте дека СДСМ создал вештачка криза и тоа е причината за лошата економска ситуација во државата. Кризата е огромна. Тектонска е кризата, на која одговорен премиер без телефон во појас во каиш требаше првиот ден да си поднесе оставка. Единственото нешто што се обидува, живеејќи 10 години во облаци, е како да направи софт лендинг, како меко да се приземи, ама само тој, сите останати ќе ве акни од земја. Како тој меко да се приземји? Пред година дена имавме одговор дека не постои прислушување. Пред година дена имавме одговор дека се странски служби. Ги нема нигде странските служби. Имавме одговор за жолти комбиња. Имавме одговор дека никогаш во Македонија нема да има преговори со опозицијата. Имавме одговор дека нема да прифатите преговори. Имавме одговор дека никако нема да има специјален обвинител. Преодна влада, на Конгрес му ракоплескавте сите вие. Преодна влада може да има само без ВМРО ДПМНЕ. Ја има таа преодна влада. И последното, Груевски никогаш нема да си даде оставка. Оставката е подпишана. Се чека моментот кога ќе биде поднесена. Почитувани, ве замолувам за лично достоинство и дигнитет, за да не ви се случи во животот да се срамите за постапките кои сте морали да ги направите. Мекото спуштање, приземјување на личниот авион на Груевски е реалност која ја посакува. Не сум убеден дека ќе се случи. Немој да дозволите да бидете колатерална штета на туѓите лични планови.